Здраво, драги пријатели, добродојдовте во денешново издание. Моето е име Јосиф Дамјанов и денеска зборувам на една тема која што ќе им помогне најверојатно најмногу на луѓето кои што можеби веќе долг период имаат проблем со можеби слабокрвност, имаат проблем со нивото на железо во крв и така натаму, и можеби ќе им ја реши дилемата како да постигнат доволен внес на железо и кои можеби се подобри извори на железо. И поттикнат сум од една конверзација со личност со која што работам и практично не беше доволно јасно дали можеби дали спанак, дали можеби телешко или некаков друг продукт или додаток во исхрана е најдобриот начин за да се обезбеди железото. Но моје најискрено мислење во врска со ова, прво со недостатокот на железо во крв, е дека не се работи за можеби невнесување на доволно железо во крвта преку додаток во исхрана, туку се работи за недоволно внесување на добра исхрана во телото и недоволен баланс на исхраната во телото. Затоа што кај секого од нас, за да можеби одреден нутриент кој што можеби фали во крвта, конкретно еве зборуваме за железо, нема да постигнеме доволен внес или можеби нема да го регулираме нивото на железо во крвта само со внесување на додаток во исхрана. Затоа што и проблемот на немање на доволно железо во крв не се јавува со невнесување на додаток во исхрана конкретно за железо, туку се јавува затоа што на долг рок можеби практикуваме лоши навики и можеби нашата генетика има најслаба карика на делот на крвта, односно недостаток во железо, и се јавува тој проблем. Сега, кога зборуваме за исхрана која што или продукти кои што се богати со железо, многу од луѓето имаат дилема дали е тоа можеби спанакот, дали е тоа можеби телешкото месо, но она што јас со сигурност го знам и може да го проверите е дека и 100 грамот од спанак и 100 грамот од телешко месо имаат идентично ниво и количина на железо. Проблемот е што, да речеме, за да се абсорбира железото во крвта од спанак, недостасува витамин С. И затоа луѓето кои што можеби повеќе преферираат растителни извори на нутриенти или растителна исхрана, особено за луѓе кои што се вегетаријанци или вегани, може да им се јави овој проблем, но она што јас би кажал е да гледаат да обезбедуваат доволно количина на витамин С, за разлика од тоа телешкото месо и железото таму има многу поголемо ниво на абсорбливост, но пак ќе речам, со јадењето на тие два продукти и со внесувањето на железо како додаток во исхрана нема да ви се реши проблемот, затоа што појавувањето на проблемот е поради неправилниот начин на исхрана и недоволната избалансираност, бидејќи кој што забележувате и самото железо за да се абсорбира потребен витамин С. Повторно и витаминот С да ја обави својата максимална употребливост и да се искористи максимално, треба повторно одреден друг нутриент. Затоа, за било каков проблем кога се работи во крв, во тело, изглед, значи здравствена или велнес состојба пореметена, исклучиво решението и одговорот на вашиот проблем е решавање на основната исхрана. Затоа што ако сакате да внесете додаток во исхрана, тоа е додаток и самиот збор кажува дека за да го внесете прво треба да имате добра основа на исхраната. Ако можам некако да ви помогнам, затоа што имам можеби и реални и конкретни искуства на луѓе кои што се го имале можеби овој проблем, слободно контактирате ме дополнително и индивидуално можеби ќе ви дадам некоја информација или совет кој што ќе ви помогне. До тогаш ви посакувам здрави животни навики, ви посакувам убав ден и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!